Капиталните инвестиции тапкаат во место, но владата се фали дека градежните активности забрзале при крајот на годинава. Бројките не им одат во прилог. За 10 месеци биле реализирани 150 милиони евра или едва и 48% од планираното за цела година, и тоа само според вториот ребаланс на буџетот. Ако се споредува со првичните планови, состојбата е уште полоша, завршени само 39% за 10 месеци. Министерот за транспорт во експозе за сработеното во првите 100 дена од новата влада и натаму уверува дека градежната експанзија е на прагот. Проектите што ги реализиравме, не само што не се забавени, туку во овие 100 дена од новата влада добија уште поголем интензитет. Показател за тоа е движењето на градежниот сектор, кој во третиот квартал оствари раст од 3,4% поени. Во услови кога речиси сите сектори забележуваат тенденција на намалување, градежништвото бележи раст. По откажувањето на инвеститорот запреа и градежните работи на пругата кон Бугарија на првата делница од Куманово до Белјаковце. Во застој е изградбата на патната делница од Реново до Фариш на патот Градско Прилеп, а незадоволниот инвеститор, шпанската фирма Рубау, ја тужеше државата. Бочварски е уверен дека и во двата случаи ќе има разрешница, ќе се изберат нови изведувачи и активностите ќе продолжат во првите неколку месеци од наредната година. Во однос на сите постапки кои што се водат во овој момент, се има процеси на арбитража кои што секако дека треба да завршат согласно законските процедури и прописи, но тоа не спречува нас како држава да распишеме нова постапка, нова тендерска постапка која што повторувам е распишана и веќе е при крај, бидејќи се врши евалуација. После завршувањето на евалуацијата ќе имаме и нов изведувач, а постапките секако дека ќе течат и согласно законските процедури, согласно тоа кој го прекршил договорот, тој ќе ги сноси и последиците. Инаку со години владите правеа пиши-бриши со капиталните инвестиции. Ги предимензионираа на стартот, за подоцна во текот на годината да ги пренаменат парите за други цели, најчесто за делење плати и пензии. Убедливо најлоша година беше 2018-та со реализација од само 65% од планираното. За да се интензивираат градежните работи, од до година ќе се воведе систем за следење на потрошеното по квартали. Ако за 3 месеци институциите потврлат, парите ќе им се одземат и ќе бидат пренасочени кај оние со поголема реализација на капиталните расходи.